Здраво, другари! Конечно, по толкова години блокиран анблок, конечно ми го отворија, ми го одблокира канало, ќе видиме колку се движи. Прво, нема да биде ово уживо, ово ќе го снимам видео, нема да користам камера, пошто заблежав дека најчесто видеата кои што ми се блокирани се со камера. Доста интересно. Значи прво ќе снимам без ја да се гледам, значи на мојот канал ќе се постиране видео, значи сум ја. Па добивам, значи секогаш кога е bear market, значи секога е доле, значи никој не ми пишува. Мислам има некој трафик, али не е тоа. Значи најчесто се сасвим одеме у комплетно други теми. Најчесто беше и за игри, а никој не го интересираше Bitcoin, Ethereum, Cardano да купува и Star Atlas. Значи, што сакам да кажам, секојаш кога експлодира, еве тука, значи гледате дека market cap е 2,8 трилиони. Овие новите што се, прво да ги поздравам у групата, гледам дека се млади дечки и претежно слабо баратат со што иде после милиарди, поради тоа што и се бркат, значи милиарди е на македонски, трилиони, ова е билиони е на англиски. Значи идете милиони, милиарди, трилиони, другари. Значи трилиони. Значи маркето, тие што ми викате што е тоа 2,8 милиарди или билиони, значи не е 2,8, Т има тука. Трилиони, другари. Значи откако му објасниш трилиони, тука они више не знаат за која сума се работи. Значи Македонија има буџет, ако не се лажам, за време на Груја беше 3 милиарди, сега ако не се лажаме 5-6, не сум точно сигурен, пошто не можем ни да дознавам точно, иако има информација, мада не е верувам, но сакам да ви кажам, замислете си, Македонија има буџет од, еве да речеме 5 милиарди, управува со 2 милиона жители, а овој луѓе е 2,8 трилиони. Што се збореме за страшна бројка. И такви кои ми речат, например, глупости, знаеш, какви глупости луѓе. Самиот биткоин маркет кап има 1,7 трилиони. Значи само од 2,8 трилиони, само биткоин има 1,7 трилиони луѓе. Значи, дај малку, научете ги бројките. Значи, не е тоа, вие што мислите, уште што беше преди 11 години, иако и тогај беше окей. Значи, не е тоа, другари, тие тамо пирамидални шеми што ве лажат. Значи, до новите, coinmarketcap.com, тука ги следете официјално, значи цените. Значи, ово највише про крипто ја користат да ги пратат цените. Туку у search кој ќе напишете подетално, еве може да речеме да улезете биткоин и подетално да разгледате за 24 сата. Значи за 24 сата се е падна нова. За 24 сата се купени 118 милиарди. Билиони. 118 милиарди. И секој се речете, јас знам дека вие таму сте у филм улезени со $100,000, со Порше, со Ферари, со тие работи. Луѓе, Македонија има 5 милиарди, ако не се лажам, еви 6 нека е милиарди буџет. Луѓе, ово е за 24 сата 118. На Македонија треба една година да собере пари, и тоа најголем дел се од диаспората што носе пари дома и што се враќаат да проживеат, да искулират. Значи, луѓе, ово чудо е помокно гледа од колку Македонија. Еве, 118 делено на 5 е исто како 20, скоро 24 Македонии. Значи, за 24 сат. Луѓе, значи, дај, престанете со... Излезете од тај филм. Гледам дека многу луѓе забележав, пошто имиња не помнам, ама фаци не забравам. Многу луѓе у последните неколку месеци што никош, мислам, понапред на другите канали се зајадува, тука улезеа па излезеа, повеќе беа у негативно светло, значи у крипто.
само улава колку да плукат и сега ги гледам, мисля дека сум ги заборавил и улават, знаеш. Некои со истата профилна слика, некои со променено, улават и одно пробат порака, као, знаеш, брат, ово, оно. Ја па од култура и враќам, ама гледате ли? Поминаат 4 години, вие се врнавте назад. И сега ако ќе ме прашат да купим или на 87.000, брат, значи, па дай разлистајте, сега ќе го покажам, разлистајте го мојот YouTube канал. Иако е масакриран, ќе идеме на тоа, иако е масакар направен, значи, па има некои видеа од YouTube што не ги е отстранил и може колку толку да прочепкате да видите. Не случајте само ај ќе му пишеме порака. И ако ги изгледате дел од видеото што се направени, ќе сванете дека таму има доволно информации и више одговори на тоа прашање. Луѓе, биткоин е бил all time high, сега не ме го отвара. All time high беше 69.000. Кој market cap некош ме нервира. Значи, кој покажа, 69.000 беше all time high. Чекай, да не беше тука. Не бе. 69.000 беше all time high. Значи, ни улавам у нови води. И сега ако ќе ми поставите прашање да купиме ли биткоин. Брат, може ќе отиде 95.000 и ќе коригира назад. Може ќе отиде 100.000, 120.000 и ќе стигне 120, вие ќе се локомите, нема да ги продајате. Биткоин, новите играчи, освен, мада, што ќе давам совет на таа тема, и да го купите сега и мада за после 4 години да вие, мислам дека не е многу паметно, пошто биткоин и да отиде 120.000, мора да коригира на 50-60.000. Значи пак е поевтино од колку ово сега. Тоа е моје мислење. Не е финансски совет, али моје мислење. Мислам дека ако отиде 120.000, измеѓу 87.000 и 120.000, кој што се зависи од Трамп, мислам дека мора да коригира па на 50.000, 50-60.000, пак е поевтино. Дури на 70.000 да коригира, пак е поевтино од 87.000. Така да биткоин, да сум нов инвеститор, ја лично со мој пари не би го пипал, не би инвестирал. Едино што би можеле да се инвестира, новите Ethereum и Cardano. Сега ќе ви кажем и зашо. Сите овие други фантазии, сите што фантазира, тие што продадеа на време направија профит. Иначе, ако ги гледате моите видеа, сега, од сега овие топ 100, и уназад моите пред 3 години што се снимани видеото и другите канали ми се уништени, значи најстарите видеа од мене што може да се видите 3 години, мислам, се комплетно различни топ 100. Затоа злато, еве сребро и еве бронза. Овие чуда се присутни 10-11 години, може и помалку да речеме, се присутни, ниту се банкротирале, ниту се имале сериозни проблеми, ниту ништо. Иако Ethereum е прескап за трансакции, тоа намерно го прават. Ја го викам белата мечка у моите кажи го, поднаслови што ги имам на групата Криптореволуција на Facebook. Значи, другари, секој у последните 11 години откако сум ја у крипто, 11-12 години, секој што е купил биткоин, Ethereum и Cardano, не е загубил, ако ги е купил пред 4 години, и тука више 4-та година, кога минува е оваа таа година, више улаваме, ке улегнеме, кога он више се продава. Не, фактички е лош изразив. Пред 3 години секој што е купил, и ние више улаваме ги измеѓу 4-та и 5-та година, кој што треба се продава. Еве сега улаваме, гледате у фазата, и тие што се дури купувале Cardano, иако ги најдов видеата, ја кажувам, кој е стигнал на $2,5, луѓе внимавајте, што правите, они купувале на $2,5 и на $3. И после ми праќат пораки, ама брат, гледа колку падна. И добро падна, купивте ли на 0,53? Не. Купивте ли на 0,23? Не. Имавте ли пари? Дел викат имавме, дел викат немавме. Брат, јас сум кажал, гледајте, кога ќе упаѓате у крипто, вие не одете all-in, купете, ама треба да имате и секојаш резерва, гледате ли? Значи, вие сте купиле на $3, ама гледајте колкава, гледате тука е бил $3
кој маркет па не покажа точно. Значи 3 долари, добро, обшто од сите берзи го ваде и го спушта на 2.94. Иначе all time high беше 3 долари и 10 центи, така ли? Гледајте, луѓе, вие имавте 3 години да коригирате. Значи паѓа, бум, купувате си го на 2 долари. Паѓа, купувате си го на 0.89. Паѓа, на 0.43. Паѓа, на 0.3. Мислам дека 0.20 нещо, 23, 22 беше најниско. И сега вие проблема, вие на 3 долари верувате у Cardano и сега парите ви паѓат, вие не верувате. Не бе, другари, вие ако више сте мислили дека от 3 долари ќе оде 5-6, како сите што мислевме и ја, вие, другари, макар и по 50 долари, и по 100 долари, и по 10 долари да го купувате, од како ќе го натоваревте со, извинение, магарето, со златен товар, вие, другари, таа првичната цена немаше да ви е на 2.94. Значи вие по 50, по 100, по 10, по 20, по 30, ако купувавте тука на овие ниски цени, таа цена немаше да ви е тоа. Научете математика, другари. Че вие ако ќе купите на all time high, не значи дека сте изгубили кога е технологија и да паничите да го продавате. Значи, ако сте купили на 3, треба да разберете дека има процес од 4 години. Значи, тука сте купили на врво на bull market. Ово навамо е bear market, другари. Краш. 3 години краш. Вие го товарите магарето. Ако вие сте купили тука, вие немате опција друга, освен да купувате. Затоа на другите коини можем да ви кажеме комар да купите и многу луѓе се плашат. Затоа што повеќето од тие не се ни врнаа на старите цени. Ама, братче, Cardano, гледате ли како пумпа? Значи овој чудо ќе се врне. Значи овој чудо мора да се врне на 3 долари и да извади 4 или 5 долари или 6, зависи колку луѓе биткоин ќе го сменат. Значи треба да знаете дека најголемата елита не дека толку верува у крипто, една мала бројка од 10% веруваат, не дека толку многу веруваат у крипто, туку биткоино кога ќе стигне all time high, како што гледате, стигнаа 85.000. Кога стигна биткоин, еве да ви покажам математика. Кога стигна биткоин на 85.000, не, на 75.500. На моите најдобри пријатели додов еден совет, викам, луѓе, Cardano е на 0.32. На 0.32 центи беше, не беше уште литнат 70%. Луѓе, сменете еден биткоин за Cardano. Значи гледајте колку ќе сменя. 203, значи еден биткоин од 75.500 долари делено на 0.32, тоа е цената на Cardano, која што беше ниска кога биткоин беше таа цена, уште не беше литнала Cardano. Луѓе, може да еден биткоин може да сменат за 235.937 Cardano. Така ли? По 3 долари точка 10 центи all time high е 730.000 долари. Другари, биткоин нема шанси овај bull market да литне 730.000 долари. И да литне 140.000 долари. И да литне 200.000 долари. Он не може да литне 730.000 долари. А Cardano може нема да иде 5 долари, може да нема да иде 4,5 долари, може ќе отиде 4, ама вие да идете сигурно. Само на 3 долари да продадете, погледнете го износо, кој што може да го освоите. Другари, тоа е сериозна сума на пари. Тоа е сериозна сума на пари. Тоа е биткоин и Cardano флип аналитика кој што луѓето ме прашава. Дури сега, еве, ме прашува, дури сега да го сменете, еве, биткоин е 87.000, оти сегаш прво лита биткоин, после следе Cardano. Значи делено на, еве, цената е 0.53, 0.53 Cardano. Сега ќе купите многу помалку од првично јако кој кажав новија. Сега ќе купите 165.447 Cardano, така ли? По 3 долари е 496.000 долари. Значи скоро пола милион долари, другари. Биткоин нема шанси да каче пола милион долари у овај bull market, кој ќе трае можда до јуни или до август или до крај на декември. Еве, другари, јас биткоин би го играл на тај начин. Флип со Cardano. И другари, вие ако имате еден биткоин, ако отиде на 5 долари, вие виште скоро милионер.
И да не отиде на 5 на старата all time и да изпаличите дори на $2 да го продадете, вие луѓе сте богат човек со еден флип на биткоин. Биткоин ја ви советував беше $3,000, $9,000, $18,000. Најефтино кога македонците упаднаа беше $22,000-$23,000. Значи за $23,000 после 3 години и да го флипнете сега за Cardano, вие у следната една година може да направите 496,341. Другари. Тоа е. Сега одеме, значи, другари, престанете да ме прашувате шо мислам за овај коин, шо мислам за онај коин. Еве, шо пратам? Cardano, Star Atlas DAO и Star Atlas Atlas. Таа е in-game токено, али? Еве. Тоа пратам, другари. Star Atlas DAO се купува преку Solflare или преку Phantom, или се купува, другари, преку Jupiter Exchange. На spot лимит и може да го купите. Jupiter Exchange се поврзува со Phantom Wallet и со Solflare Wallet. Не знаете што е тоа? Другари, чекајте си го на берзата, на поскапо да си го купите. Ако не знаете на Phantom и на Solflare да си го купите, како Jupiter Exchange да ја поврзете, не знаете што правите, најдете некој да ви покаже. Ја, другари, имам видео снимено, избришаваме ги и немам намера да снимам нон-стоп видео како да префрлам средства да купувам и овие од YouTube да ми ги бришат видеота. Видеота ги бришат валјда по пријава на некои ретардирани македонци, искомплексирани од там групи што испаднаа за многу понзи шеми што рекламира, собраа ги парите, па сега соберени се 10-20 души, одма ми ги пријава од видеота и видеота глупио YouTube ми ги бриши, ми ги блокира. Значи, тоа е, другари, CoinMarketCap, вие главна база да ги следите. Има и CoinGecko, ама еве, CoinMarketCap е по-лесна. Сега идеме зашо биткоин може да стигне до 120,000. Затоа што Трамп е првиот председател про крипто и про биткоин, повеќе про биткоин. Значи не се знае со кој други ќе се работело со Ethereum или со Cardano, тоа не се знае, шпекулација е со Чарлс Хоскинсон дека ќе биде советник, тоа ќе видиме. Ако Чарлс Хоскинсон иде советник и се појави со Трамп на пресконференција, и ако Трамп зборе за Cardano, човече не можем техничка анализа не може да направам на колку Cardano може да полита. Значи тие што кукате на $3 што сте купиле Cardano, бујрам, другари, на 0.53 центи, по $100, по $200, ако сте лутнале $3,000, $4,000, $5,000, за вас имате да одвоите $100, $200, $300, $400, $500, да си ја купите сега и фактички да си ја коригирате цената. И тоа многу ќе ја коригирате. Ако сте ја купили за $3,000, сега за едни $500 на 0.53 центи, вие ќе коригирате многу, братче. Еве баш да видиме, за $500 делено на 0.53 ќе купите 943 Cardano. По $3 е 2800. Значи вие ще имате купено за $3,000, вие за $500 ќе си коригирате, ќе купите $2,830. И автоматски другите Cardano што сте купили на $3 не се на таа цена, другари. Што сакав да кажам? Еве, Трамп, другари. Чекај да видам тука дали имаше нешто интересно. Ако тука ли беше? Значи типчето... Не, тека беше тоа. Имаше многу јака аналитика. Значи, ако гледате, ако е изберен, ќе го, дека беше... Ќе го задрже 100% од биткоина у Америка. Што значи тоа? Многу луѓе ме прашуваа. Еве, другари. Моментално Америка има заплена на 18 милиарди биткоин преку криминалци што имат понзи шеми, што различни други видови на криминали. И кога сите го плукаа биткоин, гледате, биткоин е помогнал Америка, т.е. FBI и други служби, да спречат криминал во вредност од 18 милиарди долари. Не у кеш, другари. Не у кеш. У кеш е најтешко да се прате. Знаете ли какав тим треба за да следат они само... Замислете си вие една екипа на криминалци, FBI и Америка со какав тим
трябва да ризикува, нали, да са инфилтрирани, колко ресурси трябва да потрошат за кажи го, колко ресурси и чек само това трябва да го проверям, да видим дали добре работи, да не е да сборам на празно и има проблеми с микрофона. Замислете колко ресурси трябва да потрошат, за да улезат от рага на тия криминалци, дори човешки ресурси, не дай Боже, животи. А вака види, седат, имат FBI, имат и NSA алатки и преко тия алатки, значи, як тим на кажи го, на сайбер криминал екипа, преко компютъра луѓе може да заплене 18 милиарди биткоин. И замислете, Трамп сака тия 18 милиарди да ги задържи. Луѓе $140, ако отиде, ще борим за страшни суми на пари. А он планира да ги чува. Замислете си вие, он после 4 години ки биде председател. После 4 години биткоин со зависи он нели вика златната доба на Америка ки биде, че биткоин може наредниот пат ки биде и $400,000. Замислете Америка, а плюс за тия 4 години замислете си Америка уши колко ќе заплене, че криминалците не спият, ама не спият и службите. Замислете си колко они ќе запленат уште и замислете си Америка колко човече пари ќе има у биткоин. Што ќе биде една од најмокните држави. Бугарија го изпушти примато да биде една од мојкните, беа страшни милиарди у биткоин вредност беа заплениле. Мистериозно FBI се појавува, мислам чека да не зборам многу, пак ме го блокират. Мистериозно се појавуваат, нели, FBI и ги стават на аукција, доваѓа некој азиатец и ги купува. Бугарија, ако ги задржише, Бугарија на смешна сума ги продаде, не се кеам дали беше 20-30 хиляди на аукција. Бугарија, ако ги држише, сега само народот у Бугарија не прате толку, не помне, слаба меморија има. Замислете си Бугарија колко пари имаше со 87,000 по еден биткоин. А не се кеам колку милиарди беа продадели. Значи Бугарија ќе направи од злато, брат. А замисли си да ги чуват 4 години па еден биткоин да стигне до 300-400 хиляди. Ама мистериозно ги продадеа. Зашо? Затоа што знаеме кој го има кој го има креирано биткоин и кој го надува. Значи биткоин не дека е најдоброто, најдобро од секој ќе биде кеш и злато, физички нешто што е присутно. Многу луѓе викат, брат, ти си теоретичар, бориш се против сатанистите, а пази, ти користиш технологија. Луѓе, секој прв ше улезел у технологијата како интернет, како Wall Street, како крипто, секој ше у предности. Ти не може да ги спречиш тие работи. Тие работи ќе се користат у наредните 100 години, посебно биткоин. У наредните 100 години ќе се користи крипто и биткоин. Така ли? Ке бидат нови, ама биткоин си е тај. Таткото си у наредните 100 години. Там 2126 мислам да ќе биде скопан последниот. Представете си ти 2126 за каква технологија ќе имаш, што ќе се мачи уште да го ископа и последниот биткоин. И викат ќе изчезне. Нема да изчезне никој, ше помнете го тоа. Значи, другари, друго, погледнете го мојот крипто канал. Мојот крипто канал уврво беше достигнал 2000 нешто сабскрайбери и автоматизам ми се беше отклучило да можат да ставам за мониторинг, да имаше да може да вземам пари од видеото. Другари бе стигнал до 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 едно време бе стигнал. И сега одеднашка мистериозно гледате луѓе паднав на 1600. Се не ми јасно, пошто знаеја сите дека ми е блокиран канало, македонците ли ги тргнаа и балканците што ми беа ги тргнаа subscribes за тоа што тоа не зива пари, бе, другари. Не може да разберам зашо. Кажав дека иако каналот е блокиран, каналот после пак се реактивира. Зашо, брат, да тргнете subscribe, брат? Тоа не може да го разберам, брат. Тоа не може да го разберам. Тоа само македончето може да го направи, брат. Да тргне subscribe. Луѓе, вие не сте на претплата. На мојот канал нема претплата стајано. Иако стварно се кавам, требаше да ви ставам претплата, тие пари што ќе се собереа да се дават од донации. Од кукулвака. Без пари се дават информации, не го ценете тоа. Гледај, тргнале го овоа. Пепел, канал, гледај. Значи, у последните новите 85 што се улегнале кај мене групата, 85 се гледале, од кои гледај колку се изгледале само. Значи 85 души, само 5,6. Тоа ако поделиш тие само по една минутка се извртеле на брзина и тоа е тоа. Гледаш криптоаналитика првиот 1 милион е интересен, криптоаналитика Вовет 7 души и Gala Games ги интересирало за гейминг. Таму кога сум направил како сум инвестирал 4.1 Ethereum. Последниот е Мартин Стојанов,
шо е улезел. Фала му. И гледайте шо ми е направен канал. Пепел. Дури и монетизацията ми е тръгнана. Гледайте. Сега я от канал ще е достигнал такви бройки по 6000, по 10 000 гледаност. На някои стари видео ще имаше и по много повише гледаност. Я едно стребе да го отключвам канала. Много луѓе не верува за тоа. Чекай една голтка пиво, брат. И аз съм душа, нели? Значи, гледайте, много луѓе вика, брат, ти некеш да снимаш стана богат, забървени нас. Еве го, отключиме го канал и гледайте. Я треба да стигнам 4000 часа, за да ми го отключат. Каква е глупост, луѓе? Ово го изпунувам. Ово, брат, я трябва да имам само 120 ден, трябва да стигнем до 4000 за 365 дена, за да ми отключат някои работи и да ме разгледат за каналите да ми се монетизирани. Дека сум да ставам, например, предплата на канал, како некои ще сакат, например, да се предплатат за по информации сериозни. Разбираш, и после тия пари кеото донация или имат идея тия пари да се уложат у нещо и после да се поделят. Разбираш. Као тай стил нещо. Како ще ги разбрав. Значи, другари, я не лажам. Моя канал е, масакър направен. Гледай. Масакър. И ми е изключена и монетизация и се. Това е, другари, първото видео. Не знам колко, сигурно е 30 минути. Гасам и ќе ги оставам коментарите уключени. Пишете, шо сакате следно да се дебатира. Така да, поздрав. Некој сакаше да виде играта. Ќе ја покажам. Автоматски копа. Овај дел не знам дали смеам да го покажам. Мислам дека може да се покаже или не. Славчо ми има креирано програма и у играта у Star Atlas е дозволено. Гледате автоматски копа. Моята флота, која ще е огромна, около $50,000 вреде, автоматски копа. Проверувам я, да. На 24 сата, да, я рестартирам. Да, често знае и мислам да заглаве. Али тоа е поради трансакциите и нели ако они направят апдейт, да Славчо треба да я надограде. Значи, другари, тоа е за ово видео. И ќе ги оставам коментарите уклучени за да си поставите прашања за следно видео шо да одговорам. Поздрав и се слушаме наредниот пат. Морам да го изгасам за да бидам сигурен.